Доаѓаат празниците, а кога се празници, јас секогаш се чувствам посебно. Ме возбудува празничката еуфорија и уживам со целото моје срце. Ова епизода ја посветуваме на еден посебен ден во годината. Сакам да истражам како во нашиот главен град се подготвуваат за обележување на овој специјален ден кој го прославува поголемиот дел од светот. Добар ден. Добар ден. Вие сте Никола Евтимов? Евтимов, да. Ми кажа, оти имам состанок со вас, да се видиме, да го почнеме денот. Гледам, правите украси, такви ствари. Да, повелете. Да си седнам со вас, Да. да си разговараме малку. Апсолутно. Уметник. Многу сакам луѓето што се уметници. Браво, што ни правите овде убаво? Гледам, топчиња. Да, од една пријателка добив нарачка да изработам божикни украси, да. Одлично. Това ви е професија? Вие сте што? Тоа е дел од мојата професија, јас сум моден дизајнер и ликовен уметник. Меѓутоа со голема љубов од една страна према сите облици на декоративна уметност, меѓутоа плюс е денеска го правиме Божик, па да, го ставиме Божик, католички Божик, да. Да кажам, и човек на кој што дел од традициите му значат многу и така се обидувам да ги почитувам тие семејни традиции. Ова е веќе ова го правите уште е во фаза на изработка, да. Добро. Тоа е, тука имаме парчиња свилен везен материјал кој што го составував, па сега ги покривам сите спојки со декоративна трака, па ќе има уште везени и така. Одлично. Да. Знаете што? Јас ќе ве поканам денес да бидете дел со мене од мојата авантура, да се го прошетаме еден дел, да кажеме, од Скопје, убавите места. Ке ми биде чест. Ке можете? Имате малку време за мене? Секако, Да. да. Ке ми биде чест. Мислам да го направиме тоа, да се спремаме полека, да си завршите вашата работа и да тргнеме да одиме по пат. Да. Ќе биде Убав ден, убаво. убави божични, како да кажам, украсини, што вие сте дел од тоа, божична авантура. Да, Мислам, ќе ти се тоа ќе радувам однапред, да. Да? На убавиот ден, да. Ајде, па мислам да не чекаме. Епа, Никола, стигнавме во Камник. Мислам оти ти, твојот дел е винаријата. Да. Јас одам кај шефот да се видиме. Па ќе кажам вегетаријанец, ми кажа тој си, жал ми е за тебе. Јас одам да дегустирам неколку Јас вини. ќе уживам со винаријата. виното. Да, вин. Повели. Благодарам. Оди таму, се гледаме Сега. после. Океј? Чао.
Маријан, многу сум горд, многу сум среќен да бидам дел овде од твојот тим, твојата екипа. Овде многу луѓе имаш во кујната. Од кога си шеф ти тука, не знам, имаш пуно луѓе, неколку ги препознавам, од ти се, како да кажам, поранешни како да кажам, асистенти, колеги и све тоа. Може да ми ги представиш? Сигурно, значи голем тим сме и имаме амбиција да станеме уште поголем тим. Браво. Од десната страна се моите колеги коварите, Ивица, Трајче, Тони, исто така Жејко и Дени. Помошниците се Марина, Мира, Ангелина, Снежа и Светле. Браво, Миро ми на сите. Добар ден. Ќе направиме една презентација во моментов сега за нешто што се трудиме да го направиме во наредните месеци. Сакаме да смениме, да ставиме некои новитети, да бидеме малце по-модерни од останатите. Тоа сакам да кажам. Да ги поттикнеме сите да се искачат едно ниво повисоко. Браво. Многу сакам да слушам такви зборови. Знамо ти си шеф на кујна сега. Одамна си во Камник, полека си ги направи степените, сега си на врвна позиција. Многу гледам овде за без шеф. Што е тоа за без шеф? Малку преварантно, нешто не? Тоа е една организација која ги таргетира само главните готвачи, значи оние кои се најиновативни, кои се поразлични од останатите, се базира на цел свет. Јас не сум дел од тие во главно. Мислам, ти си на добар ниво. Бев пред 2 години на пат кон првите 100, ама не влег. Полека. Али во рете, мислам да се биде покрај тие луѓе, покрај такви имиња врвни во гастрономијата е нешто преволово. Браво. Покажи ми сега твоите нови идеи, твоите нови иновации, да кажеме, во нашата кујна, македонската кујна, освен сите намирници што ги употребуваш, се од Македонија. Тоа се продукти што можеме да ги најдеме секаде, да кажеме, и ти што ги правиш на најубав начин. Покажи ми малку. Прво ќе почнам, значи ова е тартар од елен. Тартар од елен, каде е еленот? Еленот е внатре во келјот, значи келјот е потпечен. Имаме едно желе од чаден модар домат. Сега ги гледам сите околу нас, гледат и све тоа. Секој си има посебна работа. Вие имате секој посебна функција. Сигурно. Вие сте повеќе на топлот дел, вие сте повеќе на ладниот дел, си правите салати и све тоа. Кој е дел од ова работа, да кажеме овде? Кој изработувате тука? Колегите. Тука колегите. Добро. Извините што прашам тоа, ама сакам да видам кој е позади работата. Има еден шеф, а има екипа позади. Да. Што правиме сега? Сега малце да ставиме пире од тиква. Тоа е пире од тиква со тартуф. Ау, тоа треба да биде врв. Имаме исто и тартуфа. Океј. Гледам, ти се мали порции и све тоа. Не ти кажуват овде у Македонија што се навикнати така да имат полни тањери, да кажам, да има премногу јадење. Ова е минималист. Минималист. Значи целта е за да се поттикнат луѓето да земат повеќе, да пробаат повеќе. Ако ние ги најадеме од една порција, џабе, нема додатно далеку. Поентата е да се јади повеќе тањери и да се проба малку од све што правите, од вашата мајсторија. Добро. Одлично. Сега имаме... Значи, ова е ферментиран лук. Ферментиран лук. Црн лук, осем. Црн лук. Браво. Ова имаме кейл, имаме елен внатре, тартуфа, тиква, лук и ова... Тоа е прв што го гледам. Цвет од дива цикорија. Цвет од дива цикорија. Знаеш што, многу сум среќен, но ти ќе учам уште новитети денес, што мислев ти како сите знаеме све, ама никогаш не знаеме све. Секој ден учиме нешто плюс, а мило ми е што можам да го научам тоа од тебе. Браво. Ова, можеме да кажеме, оти највише готвење, ова е уметност. Ова е нешто... Чипс од сланина. Чипс од сланина. Ставаме меко, крскаво, кисело, благо. Има навистина комбинација од сите вкусови во... Ау, нешто од вај чекам да го пробаме тоа на масата. Завршено тоа? Завршено. Одлично. Ова што имаме? Следно имаме равиоли од печено цвекло. Океј. Со мус од зреено кожио сирење. Значи, тоа се некои
македонски автентични. Да, тоа ми е, сакам да кажам. Тоа се од традицијата мешана на модерен начин. Точно така. Браво. Многу ми се допаѓа. Сега одиме со Ова е дресинг од балзамик и мед. балзамик и мед. Аха. Океј. Дали почна со овој мени или тоа е ново што Уште ќе не дојде? сме почнали, ново. уште работиме на тоа и планираме да почнеме од наредната година. Да. Супер. Имам ексклузивитет да можам да видам тоа и мислам дека гледачите ќе бидат многу среќни да може да го видат тоа и да го очекуваат тоа овде. Да. Браво. Епа. Се пречеса. Се гордеам со вас. Преубаво. Ова одиме со босилек? Босилек, Да. И маслото е исто од босилек. И маслото од босилек. Комбинација врв. Ова проблем не се јади само се јади прво со очите. Ова мора да направиме неколку слики од ова. Да. Ќе ми дозволиш да направиме неколку слики? Се разбира. Добро. Фала ти многу. Второ? Второто Завршено. е завршено. Следно имаме тарин од зајак, од патка и од органски петли. Значи ние имаме исто фарма, фарма за кокошки, за јајца, и затоа и одлучивме да ги искористиме тие добро Браво. што ги имаме. Пак ќе кажам што имаш на располагање да го употребиш. Одлично, така. одлична кондиција. Значи имаме пире од морков со зреена гауда, чипс од морков, Океј. пире од изгорена круша, малку лакто ферментирани краставички и пире од изгорена тиквица. Сега Само ќе со го- зборовите јас. Сега ќе го Преубаво. финишираме Со? со джем од сланина, Джем од сланина. зелен домат и кромит. Браво. Македонец ќе ти каже, дај ми кило лепсот ова да го изедам. Оти на вистина ова, како предјадење, вау, врв имаме 1, 2, 3 предјадења. Фу. Па кажува македонец, значи и јас сум таков. Ама со вакви тањири, не, мора да се издржиме малку. Многу ми ќутите вие екипата позади, На вистина, многу ми сте мирни и све. Јас да се познавам некој од вас, не сте нормално толку мирни, ама ајде. Браво. Ова се вика екипа под конец. Значи тоа ќе биде финишот. Ова е Да. трета рецепта завршена. Значи следно идеме грб од елен. Тоа е, знаеш, ти мене ми е едно од омилено месо. Ја го сам неоделен, ме сакам од црна. Од се ме еленот е малку појак, црната е помека, понежна, па се разбира. Значи Супер. месото е зреено. Зреено околу 40 дена. 30 дена. Имаме Одлично. специфичен зачин кој ќе го ставиме како тајм. Океј, и само малку на грил, останува ја го обожавам. Ја пак ќе кажам, чекам од вај да пробам. Ова е целер, Тоа е пире од целер, селер добро. и масло од Макдонос. масло од Макдонос. И ова му ставаме Тука имаме пире од вргањ, мус од врган, добро. и димен кашкавал. И димен кашкавал. Нави да, комбинацијата. Добро. И како гарнир Имаме смрчка, смрчка, мали. Овие се конфи, не? конфи, да. Извини Во мерло. што употребам француската терминологија, Да, ама само ама така го таа е знам. А мислам во интернационална. кујна, да, тоа е тоа. Да. Тоа е интернационално. Во што ги конфизира? Во срвошик? мерло. Во мерло. Оу, добро. Супер. Бамја, Бамја. обавезно, каде сме, Македонија, без бамја не оди. Мора да се направи една рецепта со бамја. Зелен аспарагос. Да. Овие за жал, има во Гевгерија. Знамо ти има во Гевгерија аспарагосот, таму се? Да. Епа да. Одлично. Убавина. И Николци са тоа мора. Тоа е final touch. Многу сакам што со Николците ти дава уште еден посебен шмек плюс. Има што се малку покисели, има што се малку попикантни, да кажеме, има што се благи. И тоа навистина за мене е final touch. Тоа е навистина
додаток плюс на све. Ова се од Сончев. сончовек. Добро. Еден сос на крај сигурно. Слушнав мерло нешто така, ќе има сос не од Сосом мерло Епа, редукција. обавезно. Каде се маринирани? Конфизирани смршките. Браво. Шеф Маријан, знаеш што, многу сум воодушевен на вистина од твојот начин на готвење. Многу ми се допаѓа. Екипа што сте тука, бидите многу среќни, бидете многу горди да бидите така толку голема екипа во толку убав ресторан, да кажам, што има минато, големо минато, не знам колку Големо. години, ти тука си колку години? Јас сум скоро 12 години, да. А вие сте 20 години тука. 20 години постои ресторанот. Немам друг одговор. Браво на сите. Сега знаете што? Шеф, мора да одиме да пробаме. Дегустација. Да. Фала многу за сите. Правивме емисија за Божик. Ја ви пожелувам среќен Божик, среќни празници, најубаво да ви биде и секогаш и подобро и подобро и подобро на сите. Фала ви многу. Фала. Од мене дегустација, шеф. Маријан, мислам од кујната, дојдовме на маса, како убав амбиент, убаво место, прекрасно место, камин позади, ако беше со девојка, ќе беше поубаво, ама ајде, заедно сме, ќе дегустираме твоите специалитети што ги направи. Имаме како освен 3 предјадења овде, имаме едно главно јадење. Гледам келнерот ни стаи вино на маса, да го викнеме, да му прашаме точно што ни стаи. Ти гледам виното овде. Келнер, може да ми објаснете малку? Сега го, Да. добар ден. Ви благодарам. Добре дојдовте. Добар ден. Гледам ти ми ги напунивте чашите, ама што Сега. имаме? Значи, со предјадењето ви предложуваме да се напиеме од нашето уникатно вино Вионе, 2021 година, сурли метода, традиционална метода, кој што прекрасно ќе се уклопи со предјадењето. Сигурен сум. Со Фала главното многу за јадење што препораката. нашиот шеф го препорача за вас, направи е нашиот бренд лайн 10 Barrels Cabernet Мислам, че Sauvignon. едно од највисоките ниво што го имате Да, секој има добиено најпрестижни награди на француски, збориме и светски ниво. го имаме најубавото на маса. Секако. Фала многу. Уживајте. Ау, па Маријан, мислам да почнеме. Да. Мислам, ова ти беше првото предјадење. Да. Како го викаше ова? Тартароделен? Тартар од грб одделен, во кеј, Океј, добро. кејот е подпечан. Имаме пире од тиква со тартоф и свежи тартофи. Лиги ми течат, имам проблем. И мора, ова е. Јас сум едно од првите што ќе го проба тоа. Мислам оти од кујната, да ќе земам. А мора да се земе од малку од се. И чекај ова, оп. И малку од што беше ова? Тоа е Црн лук. црн лук, да. Браво. Негде ми е жал што преку телевизија не можеме да покажам како изгледа ова, ама да вистина. Секоја чест. Жалосно што Одлично. вкусовите Да, не се пренесуваат да, преку. Да. Секојаш се шалев, оти малку треба да се чека така на крај, за да се мири. Ова не може, не, ова треба да се дојде овде за да се проба.
Преубаво. Извини што не те, ма мислам од тебе ти е до тука. Одиме на второто? Второто е равиоли. Второто равиола од печено цвекло. Добро. Со место од бусилник, бус од козјо зреено сирење, пинјоли Така. и малку дресинг од балзамик. Ја, мислам да го земам цело, нема сам така. Прекрасни бои. На вистина, само со око се јади. Право, лесно се сечи. Ми беше страв, да ми биде тешко да го сечам. Искрено кажам. Многу добро. Браво. Ке ме веруваш, јас цвекло ретко јадам. Тоа ми е нешто што малку ми е тешко заради вкусот. Ова феноменално. Браво. Охо. Се осеќа босилекот, се осеќа ова пинјоли што ги стави. Навистина има комбинација од сите вкусови. Одлично. Што да? Заборев ни виното? Оу. Браво. За како да кажам, за одберење за виното, браво. Келнерот, Одлична комбинација. одлична комбинација. Да. Одиме со третото. Ја кажав леп, ама не. Леп денес ќе заборајме малку. Одиме со третото тање. Вуаля. Ова ти е терин, што ми кажа ти. Што има зајак, има Зајак, патка. патка. Јас го кажам, за да дали се го памтам, дали да си го го памтам се. запомнил. Ова пире беше од Од сладко од кромит, не сладко, мармалад од кромит, зелени домати и слајан. Сечаме до паршевата. Мора да се стави малку од морков, за да имаме чувство од целата комбинација. Ова залак ќе ми биде малку голем, ама браво. Преубаво е. Многу ми се допаѓа од тие се јаки вкусови. Има баланс меѓу сите вкусови, меѓу сите сетира. Во Белгија многу се јади терин, многу се прави, многу се готви диво месо, во Франција исто. Овде покажа нешто ново, од и навистина комбинацијата од патка и све тоа, секоја чест. Одлично, многу ми се допаѓа. 1, 2, 3, до сега е врв. Одиме со ха-ха-ха-ха. Моето омилено месо, да кажеме. Кажав, јас сум повеќе за срна, оти срна е по-нежна, по-суптилна. Сега, кога имаш убав парче оделен, може и он да биде, ова е филе пюр од свем. Како се вика филе пюр, кажува, во македонски исто се кажува филе пюр, не? Како може да го кажеме? Грподелен. Грбоделен. Добро. Мора да одиме на црвено вино сега, да го чувстваме на вкусот од виното, тоа е виното Ten Barrels. Оф. Ништо не се кажува. Ова е на ниво. Одиме една бамја, малку пире од селе, едно парче месо, аспарагос наставам обавезно. Месото јас го обожавам. И плюс го печиш точно како треба. Сега овде ќе ти кажат, шеф, подпечи го малку плюс, ама кога ќе го јадат така, кога ќе го пробат така, нема да сакат више да има, како да кажам, месо на друг начин. Ова што беше уште од врган, да, точно, ова беше мус од врган. Да. Извини, ама Само ти уживај. Маријан, не кажам шеф, но ти си шеф денес, Маријан си надвор, сега што кажам тоа, на лице место, шеф си е шеф. Да. Надвор од кујната, надвор од местото што е камник овде, ќе бидиш Маријан. Сега денес ми си шеф на мене, ме научи, ме покажи, и пак ќе кажам, многу сум горд. Оти сум еден од првите што можам да го пробам тоа. Браво. Мора да дојдете да го пробате ова јадење.
Маријан се труди да направи нешто едно убаво мени, што вреди. И ова за Божик ќе биде прекрасно. И тоа ќе го правиш за после Божик ќе биде. Затоа ние го покажуваме сега, за да знаете понатаму оти го имате тоа во Камник. Јас ќе продолжам да јадам. Шефот ќе го оставам малку да се врати во кујната, има многу работа. Среќен сум ти ме дозволи да имам еден дел од неговото време за да го представиме на најубав начин. Ќе мора да ти дам едно мало поклонче од срце од нашите пријатели Витаминка. Све го правиме со љубов. Се осеќа од и твојата љубов е во твоите јадења. Ова е за тебе, за екипата позади. Повели Маријан. Благодарам. И можам да ти кажам само напред. Фала ти многу уште еднаш. Мислам ти доаѓам на добар момент. Апсолутно. Гледам ти си направивте круг, ја бев во ресторанот за жал Никола вегетаријанец, мене ми одговараше да ви кажам право, почна таму со дегустација, ама гледам ти има дегустација што не чека. Сега одлично. Ајде. Може да почнеме? Може да почнеме. Пред да почнеме, сакам да се представите малку. Да знам кој сте. Знам ти си имавме контакт на телефон, се слушнавме и све тоа, ама кој сте точно овде? Јас сум Дунја Шатаровска, работам како вински туристички водеч во винарија Камник. И сум тука денеска да ви презентирам две вина кои што ми се мене лично едни од милените и верувам дека и вас ќе ви се допаднат. Се надевам. Проблем е, проблем не е проблем со сите вино што се во Камник винарија што ги произведуваат, сите се убави. Е тоа да кажем негде. Ме навистина мислам од сите што го проба виното кај вас се секогаш воодушевени. Ајде да пробаме што имате вие предложено. Од белите вина предложивме шардоне барел ферментат. Добро. Шардоне кое што 12 месеци одлежува, но и пред тоа ферментира во комбинација од нови и користени француски дабови буриња. Добро. 2022 берба. Полно, ароматично, комплексно, структурно. Се сега. Вие не сте само водич, мислам ти сте негде енолог, оти да го презентирате така виното на толку убав начин, да кажам, што знаете композиција и све тоа. Студираме енологија. Пето, имаше нешто така позади. Студирам. Да. Многу мириса, навистина, многу јако да кажеме за бело вино. Интензивно. Да, интензивно. Интересен спој на аромите од шардонето и се што додава самиот даб. Точно. Тоа сакам да кажам, виното е јако. За бело вино не го ставам повеќе вино да се јади да се пи со риба, оти рибата е понежна. Ова вино ќе биде над рибата и малку ќе го покри вкусот на рибата. Одиме повеќе овде со патка, со нешто така, малку појако на вкус, да има комбинација, мислам, баланс одлична. Имаше една терин што пробав доле, мислам ова со терината што беше од патка, од петел, од како рекам, зајак. Јас изгледа одбрав погрешно Никола да го шетам низ винарија, требаше со вас да си останам доле не, да пробам. оставете го делот на него да направи нешто. Не, навистина. Шанса друга. Да. Супер. Мило ми е, убав е. Многу сум среќен, да. Тој. Што имаме како црвено гледам овде? Од црвените вина одбрав дел од селекцијата на Гранд Резерва линијата што имаме во винарија Камник. Океј. Signature Merlot 2017 година. Одиме со вино што 6 години беше во буре и во Веќе е Шише? 6-та година во одлежувано, 2 години во буре и Тоа сакам да 4 ви прашам, години да. веќе во шиша. 2 години буре и 4 години во шише. Вау. Овде имаме само нови француски и амерички дабови буриња и мислам дека тоа и се чувствува на Знаете самата што? арома. Има мирис прво како тартуфа, не знам зашто ми дојде тартуфа. Чудо, ме јадовте тартуфа доле, мислам оти, неме кого мирисате така? Зрели Првото мирис, овошја, да, джем, да, арома да. на джем. Вау. Како вегетаријанец? Како ти... Одлично, јас сум многу пријатно изненаден што нашава земја има вакви убави производи. Македонија има убавинија. Апсолутно. Да бидеме многу горди, многу среќни да го имаме тоа во Македонија. Точно. Јас, пак ќе кажам, пред 10 години живеев во Белгија, имав навика да ги пробам сите француски вина, шпански, италијански и све тоа. Не знаев пред да дојдам во Македонија оти има толку убавини. Ја мислев за едно-два винарија максимум, ама
Македонија е полна со винари, полна со убавини. И Да, култивирани вина. Да. Не Браво. било какви, да. браво. Навистина, ова не се остава. Не. Ова мора да се Не. пие. Не. Како се вика за вегетаријан и човек што сака вино, како се вика? Љубител на вино. Љубител на вино. Љубител Тоа на е тоа. вино, да. Храната само е тука да надополни. Точно Виното така. е тоа што треба да... Но, за жал, ќе мора да продолжиме и благодарам многу за дегустацијата што не направивме, прошетката што го направив на мојот пријател Никола, ја што бе во ресторанот и све. Ќе мора да продолжиме, да одиме во други места што не чекаат. Божичните авантури не завршуваат овде, продолжуваат во други места. Одиме, продолжуваме. Прекрасно искуство. Уживав во друштвото на моите колеги кои ни покажа како се подготвуваат празниците специјалитети, а сигурен сум дека и мојот пријател Никола уживаше во прошетката низ винаријата. Одиме да прошетаме низ центарот, да ја осетиме од блиску празницата атмосфера. Прекрасно место. Колку само љубов и труд вложуваат овие прекрасни луѓе за се ова да изгледа вака. А и топлото чоколадо добро ни дојде во овој студен, но топол ден. Ни останува време да посетиме само уште едно место, да видиме како се прават едни од највкусните чоколади кај нас. Никола, овде сме во едно место, навистина што ми е умилено. Здраво, добар ден. Здраво, здраво, Мар. Пралините што ги има. На што се должи тоа, да. Ова, обавезно за Божик, мора да го има на маса. Повелете сега да видите како правиме пралини. Ајде без за тоа дојдовме, Повелете. од вај чекам. Ајде. Опа, извини, поминам пред тебе. Епа овде сме со Еве, вашето ателие, да кажеме, така се вика? Да. Ателие, можеме да кажеме? Може, може. Гледам оти боја, не знам што прават точно тука. Сите боини се органски, еве девојчињата рачно цртат, све е тука рачно цртано, сите Каква пралини. работа. Па секоја пралина е Да, уникатна. рачно е цртано, да. Браво. Сега овце ќе биде нацртано, и после ќе ви го дадат на вас, и Да. ви ќе го пуните. Да. Ајде да видиме и тоа сега. Сега Океј. повелете. Ајде.
мислам ти поминавте убав момент кај вас во ателието, ни покажавте како ги правите овие убавини пралини, убави бомбони, чоколадни бомбони. Мислам пак ќе кажам за Божик, обавезно мора да го има тоа на трпеза. Луѓето да уживат, имате и постни, знамо ти правите и постни, за луѓето што постат, има со ова се Еве сега и да пробате. Ова се убавините што можеме да ги уживаме. Да, и да бидеме почестени од овие убавини. Доволно ге време нашата диета како ќе правиме? Фала ви многу. Ајде, да видиме први да ги пробаме. Не можам да чекам. Ова е преубаво. Фала ви многу. Ви пожелувам со полна уста, убави празници. Фала ви многу. Исто и на вас. Се гледаме Фала ви многу. нареден пат. Чао, пријатно. Чао. Па Никола, ние се враќаме на местото каде се запознавме. Чудо. Навистина имаше нешто посебен амбиент овде, божичен амбиент. Да, требаше да се вратиме овде. Ете така. Толку убав ден. Точно. Поминат заедно. Лампионите што ги имаше са бајле. Да. Ги намести негде, ги има Ги наместив подоле затоа што имам уште за доработување уште некои ситници, меѓутоа ќе бидат до мене. Можам да кажам ти навистина беа прекрасни. Да, благодарам. Ама да се вратиме малку на денот, што направивме. Бевме во една супер винарија. Пробавме убави вино, јадовме неколку пашина месо еден фат. Ми останува уште вкусовите во уста. Бевме во една лаганаш. Да, тука ги имаме уште, да. Да, каде бевме уште? Бевме, пиевме чоколадо. Знаеш, чоколадото што беа со машмалу? Оригинал, круасан, све. Врати на детството, да. Убавина. Мислам оти ние го почнавме Божик пред Божик. Како што треба. Да, како што треба. Сега сме на маса. Со убаво дружење Можеме, да. и убаво јадење. Така треба. И благодарам на универзумот што ме спои некако. Па мислам оти има нешто така посебно, знаеш, луѓе кои се разбират, луѓе кои се почитуваат, многу е полесно. Апсолутно. Кои имаат љубов кон целата. Да. Добра вечер сме сега, па да, добра вечер сме. Добро. Мислам благодарам. оти господине, вие сте човек, па да, па затоа, кога збориме за љубов, кога збориме за уметноста, вие сте дел од тоа. Разговараме за малку што направивме овој ден, што се шетавме, што видовме убавини, што пробавме убавини. Сакавме малку да разговараме исто заедно за тој Божик. Божик ќе биде сега 24-ти, го правиме овој ден. Тоа е Божик, католички Божик. Да. Католички Божик, мислам, го прават на различен начин. Божични католик го прават во цел свет. Така. Православните малку е помалку, кажеме во Македонија, во Србија, светоа, да ги збориме малку како се прави. Ти си католик. Да. Да. Како го славиш ти тој ден, овој ден? Па подготовките почнуваат порано, особено интензивно 4 недели пред 4 недели пред? кога доаѓа таа сезона на Адвент и Да, точно. Календарот што се отварат малите врати и свето. Да. За мене, јако сум човек кој што го сака летото и топлите месеци,
Меѓутоа, ова е еден од најбавите периоди од годината, затоа што луѓето некако собираат сила да бидат понасмеани, ведри и да се врати тој дух на дарување, затоа Мислам што од духот Цита. на Божик е дарување. Во товие времиња се враќаме во детство, се враќаме во тој дел каде Дедо Мраз, Папа Ноел доаѓаше, даваше поклони, пред това имаше 6 декември, Свети Никола. Така, да. И Крампус и Ете така. Малку различно да кажеме од славата што се прави во Македонија, што е 7 јануари, 14 јануари и свето. Ние го правиме малку порано, ние. Тоа се прави малку порано. Што сега да кажам уште? 24 декември, мислам, се прави мисирка. Тоа е нешто секаде. И ти го правиш това мисирката? Додека јадев месо, да. Додека јадеше месо. Сега правиш мисирка од сожа. Од сожа. Меѓутоа, да, има некои локални традиции, затоа што моето семејство е католичкиот дел, пошто сум од мешано и православно и католичко семејство и Точно и ја исто. Да. Тој дел од семејството се и хрвати, австрици, има секакви од нешто малку чеси и Се кажува ти се најубавите деца, а? Што се таму, мешаат. да, и таму има доста од Централна Европа јадења, има и чешки јадења, и австрийски, и хрватски, има многу колачи за Божик, да. Ги имаме на маса, украсени и све тоа. Да, Точно така. Вие сте православен. Да, но мојот син е католик. Добро. Мојата сна е германка, она е католик. Католик исто? Мојата сопруга е католик. Католик. Така да мешано све. Мешано се. Го правите и католичкото, како да кажам, Божик, Да, и и може да има православниот Божик. многу такви. Јас сум малку мешано од све, јас ги правам сите празници. браво. Мене ми одговара. Браво. Навистина и како готвач мене ми одговара плюс, од секоја посебна слава си има посебни јадења и посебни традиции. И навистина ми се допаја. Мило ми е што сме околу маса, што можеме да разговараме тоа. Се наздравивме, може да се наздравиме со вас. Да почнеме убава вечерата божична. Мислам да му кажеме на сите луѓе што ни ја гледат емисија денес и што ќе го слават Божик, да го слават на нај убав начин, да уживаат, да бидат срекни, весели, полни со љубов, да го споделат това со сите и да поминат убави празници. Среќен Божик на сите, за другите Божик ќе го славиме исто и заедно. Среќен Божик на сите. Фала многу, убави празници. Убави празници.